Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со Александар Митрички, портпарол на општинската организација на СДСМ Куманово. Добро вечер. Добро вечер до вас и до вашите гледачи. Една година владење на Максим Димитриевски, градоначалникот овој пат за разлика од претходните години не одржа отчет за она што е реализирано. Имавме можности ние, како и веројатно и кумановци, да слушнат на една од националните телевизии. Се пофали со реализирани над 130 проекти. Според вас се гледали реализираното оваа година? Одма почнавме со Максим, добро, тоа е нашиот опонент, нели? Тоа е најактуелно во моментот. И најактуелно е. Сега точно, па ако се прашува општинската организација, не се гледа реализираното, нели не сме задоволни од реализацијата на проектите. Ако се прашуваат и граѓаните кои што доаѓаат кај нас секојдневно, знаете што, Facebook кампањата и рекламирањето на социјалните мрежи е легитимно, а морам во ово модерно време, а морам да кажам дека градоначалникот тоа успешно го прави. Кога сте од друг град и гледате страната на општина Куманово или на Facebook страната на началникот, велите многу се работи, многу слики, многу постирања. Меѓутоа, ако живеете тука во Куманово, тогаш ги чувствувате тие дали се решаваат проблемите или не се решаваат. Јас мислам дека граѓаните треба да оценат кои се тие 130 проекти, да дадат суд нели на следните избори или да преку нас или преку здруженија на граѓани кои се да побарат едноставно решавање на реалните проблеми на граѓаните кои што ги има многу, а не нели правење на популистички проекти и нели ностоп реклама за мали улички. За 130 проекти стварно делуваат импозантно, меѓутоа и пред Facebook кампањите да постојат и пред телевизијата, пред да кажем интернетот да постои, и тие градоначалници во минатото работеле нешто. Не мора да значи дека другите градоначалници не ли работат ништо. Значи тоа е, се дава акцент премногу на нели промоција, а помалку на самото решавање на основните проблеми на граѓаните. Да. Споменавте други градови. Стигат ли до вас коментари од граѓаните дека градоначалникот некако како повеќе да е насочен веќе на национална политика и дека речиси и го нема во градот? Голема е нашата општинска организација, тоест најголема, нормално дека кај нас ќе доаѓаат граѓаните и симпатизери и членови, меѓутоа и граѓани кои што го потенцираат следново, а тоа е дека како тако, дали преку гласови на ВМРО, дали преку гласови на нели на секој граѓанин, секој глас на секој граѓанин е еднаков. И на интелектуалците, и на другите луѓе, секој не може јас сум магистар, ти си доктор или ти си со 4-то одделение, па различно да вреди секој глас. Не, секој глас во демократијата, во изборниот процес е еднаков. Сите овие граѓани му ја дадоа довербата на Максим. Дали ВМРО ДПМН е постапило по партиска наредба или граѓаните верувале во таа програма, тоа ќе видиме, ќе каже крајот. Меѓутоа, даден е мандат за водење на градот. Тој е градоначалник и треба првенствено да биде водење на градот, решавање на проблемите. Тоа е атмосферска канализација, водовод, се уште азбестни цевки има, исто така фекална канализација, решавање на паркинг простори, решавање на сообраќајни метежи, на чистотата, екополитиката во градот треба да се смени и така натаму. Така што мислам дека треба да се стави повеќе акцент на решавање на проблемите на граѓаните отколку водење надворешна политика. Ние имаме министер за надворешни политики, имаме влада која што успешно го прави тоа и која што не донесе на чекор на влез во Европска унија, тоест започнавме преговори, а сме 30-та членка на НАТО, земја членка по чадорот на НАТО, која што во иднина ќе донесе огромен бенефит. Да. Го споменавте сообраќајниот метеж, нешто што се издвојува оваа година, капиталните инвестиции, кружните текови, се уште се работи на кружниот тек кај Митев мост, рокот одамна е пробиен. Има ли напредок во поглед на сообраќајниот метеж? Има, став е на граѓаните и наш како општинска организација дека не може да се смени сообраќајен метеж да се среди со 2 кружни тока, ни со 3, ни со 5. Треба системски да се работи и системски да се решаваат проблемите. Така што Куманово е создадено да биде град за помалку возила, факт е дека секое семејство денеска има и 3 и 4 возила дома. И факт е дека имаме сообраќајен метеж, меѓутоа треба системски етапно да се решава. А тоа колку дали имаше потреба баш од тој кружен тек во овој период да биде кај Митев мост, за пробиените рокови и за парите, средствата кои се исплатени, има ли анекси, нема ли анекси, тоа мислам дека треба да го истражат они органи кои што се надлежни за тоа. И едноставно многу нерешени проблеми има, се решаваат некои популистички проекти. Ние имаме сокачиња и улички кои што се
од една се едносмерни, да, меѓутоа од едната страна имаат паркинг простор. Па до тие или 5 паркинг места му дојде на Куманово, кај што тоа е толку тесна улица кај што противпожарно возило не може да влезе таму. А единствен пристап на пример кон некое мало, кон некоја зграда. Не да може ама мора да се, не може адхок решение цело време, мора и паушално. Мора да се работи системски, да се согледаат реалните потреби и да се гледа во иднина далекосежно. Да. Она што е факт е изминатиот период на вистина се вложуваше во реконструкција на училиштата, учествуваше секако општината заедно со поддршка на Министерството за образование. Не очекуваат уште два значајни проекти, се работи за кровот на браќа и крсте и сами фрашери. Вака, па председателот Тушевски имаше една пресконференција каде што нели убаво објасни, тоа беше на вашата телевизија, убаво објасни колку се вложува и колку владата вложува во нашите училишта. Пример за тоа е земјоделското училиште кое што се реновира, сега да не набројувам што се, целосна реконструкција се направи таму, тоа е во теке таму. Тоа училиште е од пред некое време, пред неколку години мислам директно по државата, државно училиште стана, со што владата и Министерството за образование директно вложува во тоа училиште, бидејќи тоа училиште ни е преку потребно на нас кумановци и за одржување на земјоделството и на занаатчиите, нели? Сега вака, мора да споменам дека гимназија Гоце Делчев, значи се финансираше, се реконструираше цело време целата таа и фасадата и внатре и сите училишни клупи, столчиња, смарт табли, санитарни јази, сето тоа се финансираше преку владата, односно преку буџетот на Република Македонија, односно преку Министерството за образование. Сега тоа се пари кои што требаше да бидат употребени за превоз и за грејење на ученици, меѓутоа таа година беше ковид, беше онлайн, така да владата тогаш реши да не ги пренаменува во здравствениот систем каде што беа преку потребни, туку да останат, да се вложат во реални потреби, да останат во нашите ученици да учат во пристојни услови. Што се однесува до кровот на конструкција на крсте и браќа, владата реши и за поздрав е тоа што реши при општината не може да го среди тоа, реши да одвои средства и да го реконструира. Не знам до каде е точно процедурата, меѓутоа за поздрав е тоа што без разлика кој е на власт во Куманово, владата на Социјалдемократскиот сојуз вложува. Не е како режим од 10 години не вложи тука денар, толку беше игнорирана ова општина, а сега немаме кандидат, немаме градоначелник од нашите редови, меѓутоа не смеа да трпат дечињата. Да. Доколку се навратиме на изборната кампања на Димитриевски, имаше ветено изградба на неколку детски катчиња, паркови, за сега се работи само на стариот градски парк. Очекувате ли, би требало ли во наредниот период да се исполнат овие ветувања? Па вака, секоја метропола, секој град, градче, општина мора да има една парк шума, повеќе паркови, мора да има зелени површини, мора да има своји бели дробови. Бели дробови на Куманово претпоставувам дека битен дел е и стариот парк, градски парк, кој претпоставувам под притисок и на албанската заедница и на македонската, тоа ни го треба на сите граѓани, веќе градоначалникот гледам почел да го прави, колку таму треба да има асфалт и дали треба да има тоа некој каже стручните лица или може некоја друга подлога која што е поеколошки прифатлива. Сега дека е време да се реконструира, дека треба да се забрза тој процес. Имало пари, немало пари, се пренамениле за друго, па се стопира процесот, гледам дека тоа оди многу бавно, а на Куманово му е преку потребно такви зелени површини. Посебно сега во овој престоен период каде што оди нели ќе биде скапа струјата, препсо многу луѓе ќе се греат на што ќе најдат, не е само за огрев на дрво, не се работи тука. Тука е и култното место Соколана, кое што освен парк нели има и друго значење за нас кумановци, меѓутоа такви како Соколана места, парчиња треба да има во секоја заедница. Во секоја урбана заедница, во секое мало. Такви детски катчиња кои што се како тоа во Соколана треба да има во секое мало. Тоа не се големи пари, не се потребни многу средства, само волја и труд. И ние имавме програма, нели со кој што излеговме во кампањата на доброто за нашата општина преку нашиот кандидат тогаш, во која програма убаво беше објаснато за тие детски катчиња, меѓутоа и за сите други проекти, од каде ќе се црпат средствата за тој проект, каде ќе биде на кое место точно и кога ќе се заврши. Меѓутоа тоа не го гледам кај нашите опоненти, така да и во нивната програма стои убаво објаснето. Убаво објаснето? Ја споменавте Соколана, да, меѓутоа ќе видиме дали ќе се реализира во наредниот период, секако пред нас. Па тогаш треба да се работи на реализација. Така.
Ја споменавте Соколана, актуелна тема изминатиот период беше и спортската сала. Таму започна реконструкцијата, меѓутоа се јавија проблеми со кровот кои навистина се одложија. Се уште не е промената состојбата и во сите останати спортски објекти кои што им беа вратени на општина. Па да, доделени се, вратени се на општината, нели децентрализирани се тие спортски објекти, еве посебно еве спортската сала. Спортската сала е нашиот репрезентативен објект, култно место каде што кумановци славеа многу победи, меѓутоа тагуваа многу порази. Сме го наследиле на некој начин, сме го добиле во наследство, зашто велам така, бидејќи тоа е направено, мислам дека 1980 година, веќе 40 години постои. Тогаш Македонија беше нели во склоп на друга држава и после независноста наше е само да го чуваме тој објект, да го почитуваме и да го одржуваме. Така да треба со почит да се однесуваме, треба да го убрзаме тој процес таму, бидејќи едноставно замислете Сантјаго Бернабеу на Реал Мадрид да се реконструира, да немаш алтернатива за вежби и за вежби, тренинзи и надпревари кај што ќе нели овие спортисти ќе ги играат. Ова сала е универзална сала на некој начин. Ракомет, футсал, кошарка, бокс, одбојка, сите тие се мечеви се играат таму. Тренинзи се одржуваат таму. Мора да се убрза тој процес, не знам до кај е точно процедурата, знам дека оди по фази, меѓутоа мора да се спортот не смее да трпи. Трпат и младите, трпат и нели овие наши клубови професионални кои што нели немаат кај да ги играат своите мечеви. Да. Да се насочиме на општинската организација на СДС Макуманово. Започнавте со малски средби со граѓаните. Кои се нивните коментари? Што предлагаат, бараат? Вака, малските средби се од суштинско значење за нас, иако не е предизборен период, меѓутоа новото раководство треба да се сретне нели со граѓаните, со симпатизерите, со членовите и да ги слушне нивните сугестии, нивните идеи, проблеми и насоки кои што ги дадат нели и критики секако, проблеми кои што се сочуваат во секојдневниот живот, што нели општината не може да им го реши, да кажам. Неминовно беше после тие избори да биде нели да се освежи партијата. Меѓутоа членството, широкото членство треба да се запознае нели со тоа и да не доаѓаат тие кај нас. Ние еве одиме како раководството ги посетува сите нели населени места, урбани, рурални средини. Новото раководство со голема верба влезе во целиот овој процес. Поранешниот председател Мартин Костовски сега е нели тој беше успешен председател, тогаш режимот му прекосеше успешно на режимот со долги години, изгуби само едни избори, нели овие последниве сега. Како награда на тоа еве сега е координатор на овој регион и му е голем ветер во грб на председателот Тушевски, доктор Александар Тушевски, кој што со целиот свој интегритет, дигнитет и почита која што ја ужива меѓу граѓаните, не само меѓу членството, туку помеѓу граѓаните, влезе во ова борба за враќање на СДСМ нели на пиедестало, заедно со секретарот Стојковски, на неги навродувам нели заедно со извршниот надзорниот одбор и сите други нели партиски функции што ги имаме. Граѓаните посочуваат дека е потребна визија на Куманово, потребни му се реални решенија за проблемите. Потребна му е визија како ќе се развива. Не се задоволни во никој случај од тоа како оди градот. Да. Имам уште неколку прашања за партијата, меѓутоа ќе се навратиме на тоа нешто подоцна. Советниците од вашата партија побара парична помош за првачињата од општината, точката воопшто не беше ставена на дневен ред. Во самото прашање ваше е и одговорот. Вие во констатацијата после прашањето го дадовте одговорот. Не беше ставено на дневен ред. Зошто? Па зошто? Зашто ВМРО да помени наше Куманова решија дека тоа не се реални потреби дека нашите првачиња и родителите не заслужуваат таква помош. А посебно во период на ваква криза, што е неминовна светска криза. На секој ќе му беше добре дојдена. Тоа не е ниту популистички проект, тоа е реален проект што мислам еднократна помош од 3000 денари беше тоа. Мислам дека тоа кога веќе се трошат работи за пари за средства за други работи, мислам дека требаше да биде ставено на дневен ред, разгледано па и изгласано. Меѓутоа тоа е на граѓаните нека го оценат тоа. Што да кажам? Како партија реагиравте на затворањето на градскиот базен? Советникот Александар Јовановски одржа одлична пресконференција каде што ги постави сите тие прашања, потоа имаше контрапрес, па имаше пак, меѓутоа да не навлегувам во тоа, граѓаните го следат тоа на вашата телевизија, одговор со факти и аргументи не добивме. Базен затворен во
бидете вака. Но сега пак е енергетска криза и навистина сметките покажуваат дека токму точно дека препораките на владата се нели да штедиме. Меѓутоа, требаше ли да биде ова адхок решение и паушално решение или да се согледаат сите факти, да се консултираат сите институции, па и владата и некои други министерства, или бизнис сектор, или општински други установи или граѓанството, како да се реши овој проблем, да не трпат дечињата, пливачките клубови, спортиците и рекреативците. Најголем проблем најголема причина зашто беше овој прес на советникот Александар Јовански беше тоа што тој систем таму на таа инсталација за грејење, за одржување, може да се девастира многу брзо. Верувате дека доколку е можна реставрација и реновирање, ќе биде премногу скапо, но честопати и не е ниту можна реставрација и реновирање, туку се става целосно нов систем, затоа што многу брзо девастира кога не се употребува. Експертите што ги имаме, што ги контактираме, укажуваат на тоа дека треба да се изнајде решение, некој модус на минимални услови што ќе може овој базен да ги пружи на граѓаните и на спортските клубови, за да опстои оваа зима, да ги поминеме овие тешки месеци. Не требаше така јако решение да се донесе според мене. Спортот не сме да трпи. Имате чест да гостувате токму на празникот на градот. Зад нас се веќе одржаните два концерти. Општината и покрај енергетската криза одлучи оваа година кумановци да уживаат на некој начин на градскиот плоштад. Одлучено и да се украсува новогодишно, за разлика од пред 2 години. Првата година поради пандемијата, подосна средствата беа пренаменети за проекти, енергетско ефикасни проекти. Се согласувате ли со оваа одлука? Видете, до пред малку зборувавме и за првачињата и за базенот. Значи, кои се приоритетите тука? Океј, културата, овај културен настан, сепак, плюс ние не имаме ништо против изведувачите. Изведувачите, тајзи е наш сограѓанин, јас сум човек од културата и човек од музиката, тајзи е наш сограѓанин, бескрвно го цениме, почитуваме и неговата кариера, исто така овие млади дечиња од Дајте музика, нели, но мораше да биде тоа направено така во овој момент кога нема заправачиња, за базенот, за многу други работи, да се оди на ваква прослава и од ваков тип. Не мораше да има ниту така да се трошат пари за бина, за осветлување, озвучување. Сето тоа требаше да биде сведено во контекст на кризата, да ги пребродиме овие зимски месеци, па потоа ќе славиме, не е проблем. Мислам дека изведувачите наши домашни ќе излегува во пресрети за многу помалва сума, минимална сума или без надомеске, меѓутоа некој требаше да ги контактира за тоа и да ги замоли. Мораше ли да доведуваме естрадна звезда мораше ли Сарајо да доаѓа баш сега во овој период, не, значи за секој за секој слушател треба да има по нешто, меѓутоа не се однесува на програмата, туку дали мораше приоритет ли е тоа во овој момент. Плюс ако веќе имаме 2 вечери, можеме да ја испочитуваме нашата македонска естрада. А втората вечер, при недостаток посебно овакви средства, а и на култура, ние можеме да ја повикаме Македонската опера и балет и филхармонија, кои се најголеми наши културни установи, од тој тип, нели, во област на музиката. Не сме како Република Бугарија, што има на под секоја општина и под владата, не знам колку има филхармонии, опери и балети, меѓутоа, овие се наши, тие ни се двете и се должни и морално и законски да бидат дел од да настапат во секој град. Не оди тоа нели сега така, туку така оди преку проекти, меѓутоа треба да се контактираат, верувајте ми, за каква цифра ќе се работи, значи за минимална цифра ќе имате опера, балет, некоја точка, некоја музичка представа, детска, балетска, некој трио тенори, некои ари, оперски евергрини, ќе имате убава програма, која што МК испочитувате филхармонија, опера и балет, МК испочитувате нели луѓето кои што слушаат таков тип на музика и нема да потрошите толку средства. Мора да се гледа да има приоритети. Мислам дека можеше тоа исто да се разработи на друг начин, ние како општинска реагиравме, меѓутоа а и граѓаните реагираат колку што гледаме по социјалните мрежи. У секој настан е убав, меѓутоа да го погодиме моментот и приоритетите да си ги знаеме. Да се навратиме на партијата. Денови имавте средба и со генералниот секретар на СДСМ Миле Зечевиќ. Која беше целта на средбата, што беше посочено?
Средбата е дел од низа средби што Генсекот Миле Зечевиќ ги организираше нели со сите општински организации, со раководствата низ целата држава. Средбата помина во имаше конструктивен карактер, инаку беше голема средба, широк спектар имаше тука на луѓе, сите партиски функционери и членови, многу луѓе имаше на средбата, тоа морам да го напоменам, бидејќи беа присутни и председателот, и секретарот, и членовите на Централен одбор, и председателите на местни одбори, и советниците беа тука. Едноставно, извршниот и надзорен одбор исто. Тука се слушнаа многу мислења, многу идеи се разменија, конструктивно беше, насоките од него беа да се фокусираме на заедништвото, на сплотеноста, бидејќи ние, иако имаме различни мислења во партијата Демократска партија сме, нели во самото име ни стои демократија, Социјалдемократски сојуз, ние не сме како ВМРО да помене со едноумие, со кој што каже, па ајде сите ќе го слушаме. Ние сме обединети околу социјалдемократската идеја, меѓутоа имаме конструктивна критика и конструктивен муабет секогаш, и средбата помина баш во позитивна атмосфера, ги анализиравме едноставно досегашниот период и имавме насоки за тоа како да ќе делува општинската организација во иднина и дека централното раководство ќе биде вистински ветер во грб на ова општинска организација. Го споменавте новото раководство, меѓутоа кои се плановите како ќе делувате во наредниот период? Еве да не го споменувам целосното ново раководство, да не заборавам некој да не ми замери. Еве да кажеме дека е олицетворено преку председателот Александар Тушевски, стоиме сите позади него, меѓутоа тој има една несекојдневна за нас кумановци обврска, но и одговорност да биде председател на Социјалдемократскиот сојуз, на општинска организација во време кога за прв пат СДСМ е опозиција во оваа општина. Тој има за цел, задача да го врати бастионот во Куманово. Бастионот во Куманово мора да биде социјалдемократијата и така ќе биде, верувате, ја верувам во ова раководство, сите ние стоиме позади тоа, дека со искрен и честен пристап кон граѓаните ние ќе ја добиеме довербата. Лајт мотив и императив ќе ни биде конструктивната политика, честниот пристап и решавање на проблемите на граѓаните, се со цел да ја вратиме довербата на наредните избори. Може да се забележи дека со активности започна и младите од СДСМ Куманово? Вака, младите, имаме нов председател, односно председателка Драгана Коцевска. Таа е вистинско освежување во партијата, има за цел да ја шири социјалдемократската идеја во кај нашите млади. Има за цел преку тие активности кои се и допрва ќе се случуваат, да се промовира и афирмира социјалдемократската идеја, да се оформат млади лица кои што ќе бидат идни чинители на ова општество, идни интелектуалци, кои што ќе се борат да останат во оваа држава и ќе се борат за европските вредности, односно правда, правдина и социјална политика. Да. Активни се и жените од форумот на жени на СДСМ. Тие неодамна одржаа и неколку настани по повод месецот за борба против канцер на дојка. На еден од настаните функционери од вашата партија ветија решавање на долгогодишниот проблем кој се однесува за Кумановската болница, за жените од Куманово, па дури од регионот, бидејќи нашата болница го обслужува целиот регион за набавка на мамограф. Тоа во една прилика, во неколку прилики всушност го вети и актуелниот министер за здравство. Дека до крајот на годината болницата би требало да почнеме од тоа дека Социјалдемократскиот сојуз својот однос кон жените го има прикажано и преку застапеноста на жените во сите институции, во владата, во општините и секако во партиските функции. Ние имаме, веруваме силно во форумот на жените, во нашите социјалдемократки. Имаме министерки, имаме раководителки, имаме директорки, имаме во партијата имаме членови на Централниот одбор, членки на Централниот одбор и на извршниот одбор на општинската организација. Нашите жени социјалдемократки се навистина застапени во општеството. Имаме старо нова председателка Јасмина Георгиевска, која што уште веднаш по започнување на мандатот влезе во кампања, што ја спомнавте, нели, кампања за рана детекција или само преглед или откривање на ракот на дојката,
кампањата се однесуваше на тоа дека нели оваа болест е излечива, ама доколку се открие рано, и затоа не беше ставен акцентот на мамографот, туку беше ставен акцентот на само прегледот и на нели секоја жена да си го слушат своето тело за да може рано да ги открие ваквите појави во своето тело. Меѓутоа, што се однесува до оваа трка што се одржа, и претпоставувам дека таму ви изјавата на министерката за труд и социјали и председателка на форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз Јована Тренчевска, таа го изјави тоа дека до крај на годината нели го потенцираше ќе добие Куманово мамограф, што е навистина за поздрав. Таму на таа средба беа и заменик председателката Сања Лукаревска и директорка на УЈП и нели министерот за внатрешни работи и член на Централниот одбор. Дадоа големо значење на овој настан, ова имаше символичен карактер, меѓутоа имаат голема поддршка жените и форумот на жени да организираат вакви настани и од централното раководство и од општинската организација. На пример сега на ред ќе бидат, претпоставувам, некои кампањи кои што ќе се водат против насилството на жената. Значи, ќе има многу кампањи кои што ќе ја разбудат свеста на нашите граѓанки во Куманово. Да. За самиот крај, вложува ли владата на СДСМ доволно во Куманово и зашто ќе се заложите токму вие како општинска организација за нашиот град во наредниот период? Да, јас морам да го споменам, освен училиштата, освен патиштата, регионални, мостовите, сите кои што или се реконструира или се во тек, нели реконструкциите, морам да го споменам Театар Куманово, кој што после долги години се реконструира благодарение на оваа влада. Се реконструира во неколку фази, меѓутоа се тече како што треба, се одвојуваат средства секоја година. Нашите глумци заслужуваат да имаат достојствени услови за глума. Имаме таму и албанска драма, и македонска драма. Преку потребно е овој театар да добие модерен изглед и да има модерна техника. Благодарение на директорот Сашо Тодоровски, кој што е нели наш социјалдемократ, кадар на Социјалдемократскиот сојуз, и неговата заложба уште постапување на мандатот да едноставно започне со проектна документација, да го излобира ова и да конечно министерството се одлучи за реконструкција. Инаку Театар Куманово е правна единка, односно формално правно е под Центар за култура. Центар за култура е национална установа која што е директно под владата, односно под Министерството за култура. Што би кажал за основна интенција на општинската организација, па и на Социјалдемократскиот сојуз како партија, Куманово да биде европски град, да биде рамо до рамо до нели европските градови. Негување на европски вредности, сакаме на некој начин да ја донесеме Европа тука, а не ние да одиме во Европа, нели? Не мора се да земеме ние од европските вредности, Европа не е совршена, меѓутоа сето тоа што е, значи, социјална политика, економски стандард, почитување на правото, толеранцијата, сето тоа треба да биде дел од нашето општество и ние ќе се бориме како партија тоа да биде дел од Република Македонија и од Куманово. Целта е Република Македонија да стане полноправна членка на нели Европската унија. Затоа бе овие договори со Бугарија и со Грција кои што нели не се совршени, меѓутоа ни отворија железни врати. Станавме 30-та членка на НАТО и сега се бориме, почнавме преговори со Европската унија. Формално правно да бидеме дел, нели, ние и де факто и де јуре мора да бидеме дел од Европската унија, иако нели само географски прифаќаме сега и формално правно е редно да бидеме членка на европското семејство. Ви благодарам на одвоеното време и што гостувавте во емисијата Став. Ви благодарам и на вас за поканата и поздрав уште еднаш до сите гледачи на ТВ+. Да. Тоа беше се за вечерва, останете на програмата на Телевизија Плюс.